роднини, пријатели на 62 загинати во пожарот во дискотеката Пулс повторно излегуваат на марш во Кочани. Тие бараат правда, како и целосна медицинска заштита за повредените. Опозицијската СДСМ денеска со низа прашања околу истрагата. Прашуваат зошто нема обвинение за началникот на СВР Штип Дејан Салтировски. Во Кочани денеска е нашиот Срđan Стојанчов. Срđan, маршот се уште не е почнат. Има ли раздвиженост во моментот во градот? Да, Билјана, тука сме во паркот на револуцијата во Кочани. Се чини дека животот во градот полека почнува да се враќа, барем за оние за кои што има живот. За половина час овде треба да почне 8-миот марш на ангелите. Протест предводен од родителите на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, на кој бараат правда и подобри услови за лекување на повредените. Родителите досега не даваа изјави, велејќи дека чекаат истрагата да заврши. Маршот треба да почне од овде и оди по стандардната маршрута пред општината, трговскиот центар, полицијата, судот и обвинителството. Инаку, на главните барања на маршот на ангелите се да има правда, односно да одговараат сите инволвирани за трагичниот пожар во дискотеката Пулс пред 2,5 месеци во кој загинаа 62 млади луѓе, меѓу нив и деца, а повеќе од 200 беа повредени. Бараат и подобри услови за лекување на преживеаните, кои што по лекувањето во странство или во Скопје најголем дел од нив се вратени дома и одат на преврски, на терапија во Кочанската болница. Се жалат дека условите во Кочанската болница не се соодветни за лекување на такви сериозни повреди како што се изгорениците. Обвинителството пак вчера ја заврши истрагата за инволвираните во пожарот во дискотеката Пулс. Осомничени се 60 луѓе, меѓу нив и сегашни и поранешни функционери. СДСМ пак не е задоволно од текот на истрагата. Опозицијската партија досега се воздржуваше од изјави, велејќи дека сака да почека истрагата да заврши и да дозволи да има правда. Тие сега велат дека истрагата се фокусирала да ги скрие вистинските виновници од актуелната власт, кои што биле скриени. Тие обвинуваат дека власта и обвинителството предводено од Љупчо Коцевски направило се за тие да не бидат меѓу осомничените. Подпредседателката на СДСМ Каја Шукова денеска подсети дека владата сакала да го разреши Коцевски, но го остави да ја заврши истрагата за страшниот пожар во Кочани и сега прашува со што го држат. Тие обвинуваат дека премиерот Христијан Мицковски и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски поради лични и бизнис интереси го заштитуваат разрешениот началник на СВР Кочани Дејан Салтировски, против кого нема обвинение. Според СДСМ тој е еден од главните виновници. Предлагам овде да ја слушнеме изјавата на подпредседателката на СДСМ Каја Шукова. Обвинителството и власта мора да одговорат зошто нема обвинение против тогашниот актуелен началник на СВР Штип Дејан Салтировски. Тој знаел или морал да знае дека во наредбата за акцијска контрола спротивно на СОП стои дека ќе бидат затворени вратите во дискотеката Пулс. Понатаму, зошто обвинителството не го објави јавно видеото на кое се гледа началникот на СВР Штип Дејан Салтировски во периодот од 12:30 часот до 1:20 часот пред дискотеката Пулс во Кочани? Дали обвинителството го запраша Салтировски што барал во овој период пред дискотеката и зошто полицијата не влегла да врши акцијска контрола како што било предвидено во 12:30 часот кога започнува забавата наместо на крајот од истата? Дали Дејан Салтировски во меѓувреме фалсификувал документација дека вечерта не бил на работа или за тоа постојат конкретни докази? Дали Дејан Салтировски е заштитен од кривичен прогон затоа што е во кумовска врска со Орце Тодоровски, ефто, еден од најблиските соработници и бизнис партнери на Христијан Мицковски, со кој градеше хидроцентрали и кој беше обвинет за милионски криминал во случајот Делчевски ниви?
Дали Дејан Солтировски е заштитен лично од Панче Тошковски, кој што бил негов адвокат и не само што правно го застапувал, туку како вработен во гранична полиција на полицајците им нудел подпишано полномошно од адвокатот Панче Тошковски со цел да испумпуваат пари од буџетот на државата. Инаку Шукова рече дека ова нема да биде последна пресконференција и ќе има низа пресконференции под насловот Вистината за Кочани, на кои што ќе ги објават сите информации што тие ги имаат. Се додека правдата и вистината не излезат на виделина. Билјана?